Добар ден на сите. Јас сум Робертина Врајанска од Македонско еколошко друштво. Тоа е реко една од најстарите организации, еколошки организации на Македонија, кои децени работат на полето на истражување и заштита на биолошката разновидност. И секако климатските промени имаат влијание на свет, вклучително и на биолошката разновидност, така што е проблематика која што е критично, има критично во предметот. Регионот на Илирска-Платинска планина е значаен еколошки коридор, што од аспект на заштита на биодиверзитетот, одржување движење на крупните зверови, движењето на мечката во потресот и така натаму, би требало да има возможи на заштита, долгорочно зачувување и обезбедување на можности за модернизирање во тој регион и присутни сме во регионот на Илирска-Платинска планина доста долго период со различни истражувања. Овој проект ќе даде малце поинаква перспектива, пред се затоа што на Илирска планина постои едно прекрасно грбаво село Белица и една група ентузијасти кои повеќе од 10 години се обидуваат да ја заживеат таа рурална средина, значи да ги пренесат европските практики за функционирање на една рурална заедница на локално ниво кај нас, да ја обноват и да направат нешто. Така што во рамки на овој проект, по партнерство со Удруженијето за развој на Белица, ние се обидаме да ги направиме потребните чекори за воспоставување на една ваква зелена комуна на регионот на Илирска-Платинска планина, која што ќе даде поттик не само за развој на селото, туку и на поширокиот регион, односно да почнеме да инициираме заживување на местните заедници, граѓанските здруженија и воспоставување на здруженија во регионот за од една страна да се подобрат, да се преземат активности за зачување на биодиверзитетот, но и активности за намалување на климатските промени. Токму тоа е целта на проектот. Всушност, ова модел на зелена комуна практично да биде искористен за развивање на една ваква еколошко село, кое што ќе знае за вредностите на природните вредности во регионот, кој што ќе научи за потребата од одржливо користење, но ќе ги разгледаме и заедно влијанието, какви се ефектите на климатските промени врз биодиверзитетот. Ќе поработиме со локалното население во потребниот регион и ќе оможиме на некаков начин да поттикнеме користење на одржливи или обновливи извори на енергија, за да може да еден објект во селото, кој што беше стара училишна зграда, да се преуреди како велички екоцентар, кој што понатаму ќе ни овозможи повмрежување на регионот заради преземање заеднички акции за борба против климатските промени. Подцелите на проектот всушност е 5. Ќе почнеме од првично воспоставување на една зелена комуна, со некоја дефинирање на една визија за таа зелена комуна. Ќе поддршката за воспоставување на соларен систем, на кровот на старата училишна зграда, која што ќе обезбеди постојано извор на енергија и обезбеди промовирање на климатското разној. Третата поцел е подигнување на јавната свест и одржлив рурален развој, особено од аспект на преземање на одговорност за заштита на животната средина, заштита на биодиверзитетот, лично важен еколошки
градење партнерства за заедничка визија за регионот. И третата путта е следење на параметрите од животната средина, во овој случај со поставување на една мерна станица во близина на село Белица, да видиме како подиените резултати, параметри, ќе покажат каков е трендот на температурата и како ќе климата практично може да делува на локално ниво през биодиверзитет. Целни групи, секако таргетират различни стейкхолдери на различни нивоа, почнувајќи со локално од жителите на село Белица или поширокиот регион, општината Кичево, каде што спаѓа, од која што општина спаѓала село, но и општината Бенефисар, која што е во близина непосредно, локални невладини организации, неколку има активни, барем ние што ги знаеме. Знаеме едната што е од селото Својштица, близина Арко и Гумна, уште една-две што делуваат во Белица. Ќе се обидеме да исконтактираме со сите што имаат некаква или можеби имале некаква активност претходно, пред 50 години. Потоа таргет група ни се и учениците од Кичевскиот регион, со оглед дека оваа стара училишна зграда функционирала во времето на Југославија, не би сега нема деца во селото, но во Кичево и во Другово имаат училишта основни, така што ќе организираме и неколку предавања заедно со учениците и наставниците. Делот не е заштита, значи делот Илинска Платинска планина не е во некаква правна заштита, не е заштитено подрачје, но е идентификувано како еколошки коридор. Најголем дел е под шума, да речем, така што управувањето со шумските ресурси е во надлежност на едното предпријатие Национални шуми, затоа и се едена од целните групи, секако со неколку подружници што се надлежни до регионот. Туристичкиот сектор, ќе се обидеме да идентификуваме кој дали некој има специфична понуда за поширокиот Кичевски регион, доколку не стапиме во контакт со некои национални здруженија. И секако една од целните групи ни се и следбениците на Facebook страница на Здруженијето за развој на Белица, кој што ги има голем број, прилично се активни на Facebook. Покрај членовите и контактите и соработниците и партнерите на Македонско еколошко друштво, бидејќи нашите активности се не само на национално, туку и на прекогранично ниво, во соработка со голем број организации, партнери од соседните земји и од Европа. Очекување резултати, главно да дискутираме што додека зборуваме за целите, но и уште еднаш. Во првата цел, подцел што е поврзана со зелена комуна, ќе работиме на дефинирање на визија за ова зелената комуна, формирање на картче во Беличкиот екоцентар со информативни, едукативни материјали и дел што ќе може да се користи за одржување работеници, предавања и така натаму. По целта за користење на соларната енергија ќе помогнеме за поставување на соларен систем на старата училишна зграда, за која што од претходно веќе има изработено доста документација, апарати и негово поврзување во мрежата, на електрична енергија која што ќе се произведе, да може да се користи за потребите на објектот, но и вишокот што ќе се произведе да може да се продаде. За целта што е поврзана со повезување на јавната свест
едукација на локалното население, поврзано со биодиверзитетот, одржливото користење на ресурсите, климатските промени, преку различни предавања, директни вежби, посети на терен и така натаму. Мрежувањето е многу битна работа, ја истакнав претходно, затоа што морам да признам дека регионот е, освен ова и уште едно-две здруженија што ги знаеме, значи прилично неактивен и затоа ќе се обидеме да поттикнеме, макар и да не постои некое формално здружение, макар да има и неформална група или поединци кои што се заинтересирани за заштита на биодиверзитетот или генерално на животната средина, ќе се обидеме да ги прибереме на едно место, за да може да дискутираме после заеднички за некоја заедничка визија на регионот и преземање на конкретни акции. И последната подцел, која што е поврзана со следење на параметрите за животната средина, практично ќе имаме можност да инсталираме конкретна мерна станица, да однесеме ученици на терен, да се види како се собираат параметрите, да се направат анализи и некој вид на обука која што ќе направиме во соработка со професорите од природно-математични факултети. Прилика тоа се очекуваните резултати. И на крај на пребава една слика за пребава села, Белица, поглед, личи на Швейцарија проектот. И од десна страна е објектот старата училишна зграда, која што се надевам во скоро време ќе прерасне по еден регионален екоцентар. Благодарам. Следни ли се пријателите од Центарот за климатски промени, представи помени?